Живот под секое човечко достоинство. Куќата им се распаѓа, влегува вода кога врни и дува од сите страни поради скршените прозорци. А внатре пак не се седи од ужасната миризба и големиот број на муви. Не добиваат никаква парична помош од државата. Јадат само тогаш кога ќе имаат, а личната хигиена им е крајно запоставена. Ова е трагичната животна судбина на 6-членото семејство Јовчески од прилепското село Дупјачани. Сузана и Валентин Јовчески велат дека не можат повеќе да продолжат да живеат вака. Најмногу им било жал за нивните деца. Лежат така, нема што да јадат. Се не бирам и ја. Ништо, па ете, до нула сме ние. Не се живи, не знам. Ми се плачи, не можем да кажам поиќе. Немаат скоро никаква покуќина, дури и креветите кои ги имаат се комплетно искршени. Целото семејство има нарушено психичко здравје, живеат само со минимална пензија од околу 8.000 денари која што ја зема сестрата на Валентин. Поради тоа што немаат пари, не ги земаат ниту потребните лекарства. Децата ми се ептени, ми се бодни. Зимоска 3 пати ми падна како ипрнк. Јазекот му се врате назад. А апчина нема пиено, 5 месеци нема пиено апчина. А треба апчина стано да ги пие. Дали сестра ми дедосам на лекар? Дали децава? Еве и јас не можам. Раце ме бола, рамена, се. И Сузана и Валентин не се работоспособни. Не можете ниту да одите како аргати. Никаде не можам. Никаде не можам. Нозе ме бола и раце, не можам ништо да кренам. Социјалната помош им била укината во 2013-та, бидејќи насадиле малку тутун, а им прекинали и додатокот кој што го земале за детето кое сега наполнило 26 години. Молат за помош од државата. Вода ете во чешма, топлиме вода, тенџере и во корито се капиме. Немаме купатело. Немаме ништо. Ништо. Кревете све искршени. Нема каде да спиеме. Од Центарот за социјална работа велат дека се запознати со семејството Јовчески. Потврдија дека нив им следува парична помош, само требало да поднесат документи. Од Центарот истакнаа дека нивниот тим повторно ќе го разделал целиот случај.